Еве, почитувани гледачи, се наоѓам во прекрасното живописно Лесново, поточно присуствувам на еден од деновите на 33-та поред меѓународна лесновска ликовна колонија, како што можете да забележите и самите уметниците работат на своите дела. Јас се извинувам што ќе ве прекратам од вашата работа. Ке молам представете се на нашата јавност. Вие сте дел од годинишната лесновска ликовна колонија. Така е, прво благодарност до организаторите што не поканија мене и сопругата. Јас сум Стојче Тоциновски, сопругата Емилија. И специфично е тоа што заедно како академски сликари веќе 15 години заедно сликаме на исто платно, што во светски рамки реткост двајца сликари да сликаат заедно, да не познаете кој што насликал. Но еве и на оваа колонија е многу интересно што јас имам учествувано пред повеќе од 27-8 години, уште кога колонијата се одржуваше во манастирот, во Лесновскиот манастир, додека и тоа е мојата прва ликовна колонија како академски уметник. И е многу интересно коинциденцијата што исто и сопругата моја и Емилија и она неизина прва ликовна колонија Лесновската, но една година подоцна. Да. Така што после повеќе од 26-7 години повторно се навраќаме во овој амбиент и искрено е преубаво, едноставно многу е променето. Не е така како што беше пред тој долг период. Организацијата е фантастична, пределот е фантастичен, така што голема инспирација за сите уметници. Еве ве прекинав од вашата работа, ќе ни кажете ли што што во моментот го работите на платно? Па да, со сопругата сме пейсажисти и сите наши дела се пейсажи. Инспирирани од различни циклуси. Имаме понаративен циклус кој што во моментов имаме поабстрактни циклуси, но како еден символ на препознавање во секоја наша слика се дрвајата планините и гледаме да ги преку колоритот и архитектурата се македонски пейсажи. Мислам традиционалната македонска архитектура, традиционалните македонски села кои што на некои дела се представени од збиен тип, некаде се разбиен, каде што неколку куќи се во подножието, некои се горе со македонската православна црква и така. Колоритот е исто инспириран од нашето поднебие, некогаш е пролет, лето, есен, зима, според годишните времиња, но сепак боите се тие кои што се специфични за Македонија. Еве уште еден ликовен уметник кој што е дел од 33-та поред меѓународна лесновска ликовна колонија, кој што е во тек во прекрасното живописно Лесново. Уште еден уметник кој што работи на платно и вас ќе ве прекинам со цел да поразговараме малку. Еве, представете се на јавност. Јас сум Мила Станковска. Ова е втор пат како што доаѓам на оваа колонија. Бев и минатата година. Стварно фантастично место. Одличен пречек од домакините тука. Мене ме фасцинираат овие стари фотографии од местото, од жителите порано од овдека. И бидејќи секако се занимавам со аналогна фотографија, решив да ги преработам на еден сликарски начин. Со тоа што ќе ги задржам ќе задржам изгледот на фотографија, како што си е. Не знам, супер ми е тука. Би дошол пак и сите наредни изданија. Колку дела се во план да бидат изработени овој пат на оваа лесновска колонија? Овој пат се надевам 2 повторно. Да. Каков е планот за второто или ова веќе второ или прво дело? Ова е првото. Се надам дека ќе земам уште една од фотографиите. Ги има таму на цидот убаво закачени. Баш се феноменални фотографии. Ако има уште од жителите од тука, нека ми ги пратат слободно нека ме најдат на интернет. Да, би сакала дефинитивно многу повеќе од ова да сработам. Од каде доаѓате? Јас сум од Скопје, исто така дипломиран ликовен уметник. Исто сликарство. Да, и ова ми е така е главната занимација во животот.
Дали учествувате на некои други ликовни колонии кои што се организираат во зимева надвор од неа? Да, имам учествувано исто и на неколку други, повеќето биле поврзани со црквата. И исто си наоѓам инспирација од просторот. Тоа всушност е и нели поентата на колониите, одиш на местото, бележиш нешто за просторот, за начинот на живот таму, за културата од конкретно до место. Денес е вториот ден како ликовните уметници кои што се дел од оваа ликовна колонија творат на платно. Еве, директор, ќе кажете како протекува годинава колонијата, колку учесници има и каков ќе бидат останатите денови агендата? Па така, тече вториот ден од меѓународната лесновска ликовна колонија. До сега ќе кажам дека се е одлично, има прекрасна атмосфера, веќе можеш и вашата камера да фати нели снимки од она што уметниците до сега го имаат изработено. Ќе кажам дека секоја година делата се посебни и убави, така и оваа година не изненадуваат со нешто ново. Се тоа од инспирацијата која што секако ја носи самото Лесново, Лесновскиот манастир, преубавата околина. Многу сум и благодарна на сите кои што нели уметници се овде. Пристигнати са 10, денес ги очекуваме уште останатите двајца да пристигнат, така да се комплетираат сите учесници. Она што очекува утре, имаме еден така порелаксиран ден каде што имаме планирано посета на Аквапарк Македонија. Уметниците поголем дел од денот ќе го поминат таму, пошто ќе се вратим пак овде и колонијата трае до сабота наутро, кога после појадок учесниците ќе заминат. Еве, со оглед на ова дека е вториот ден, колку дела очекувате да бидат изработени годинава на ова 33-то издание? Значи, секој учесник остава по 2 дела, така да имаме 12 учесници, очекуваме некаде околу 25 дела да има овогодинешното издание на колонијата. Тие дела секако откако ќе ги отвориме, најверојатно и оваа година пак за празникот на градот на 28 август ќе биде отворена изложбата од овогодинешното издание на колонијата и потоа секако пак ќе ги изложиме во останатите домови и центри за култура низ градовите во нашата држава, за што поголем број на граѓани да може да ги видат оние дела кои што се насликани овде, бидејќи навистина заслужуваат да бидат видени.